Тука нека да ја поздравувам нашата Ивана. Иванче, добро утро. Драго ми е што и денеска те гледам. Вака, сонцето те погалило. Јас најавив дека од рано наутро беше многу сончево. Имаме преубав ден, така нели се уште? Да, така Сузе, веќе се чувствува дека ќе ни дојде наскоро нели и летото, односно веќе и утрата се топли и доволно сончеви. Ние ово утро ве поздравуваме од пред МКЦ, каде што од утре тука ќе започне, нели, односно ќе се одржи четвртото издание на Скопскиот поетски фестивал. Токму овој фестивал се одржува четврта година поред и ќе се одржи на неколку локации, меѓу кои во Младинскиот културен центар, односно во киното Фросина, во градската библиотека Браќа Миладиновци и во кафе книжарница Буква. Но повеќе за овој поетски фестивал, Скопје ќе пулсира во ритамот на поезијата во наредните 4 денови, ќе да знаеме од Марија, која што е дел од организацијата. Марија, ќе ти посакам добро и убаво утро, четврта година поред како настана и Скопскиот поетски фестивал пред 4 години. Добро утро на сите. Скопскиот поетски фестивал е едно несекојдневно случување кое се одвива четврта година поред. Оваа година мотото ни е слоганот, односно е борба не војна. Потребата за поезија се раѓа природно, така што и овој фестивал настана природно од потребата да се даде простор на сите оние кои пишуваат. Особено се чувствуваше еден огромен бран на млади поети кои што творат, па на овој начин им се овозможува да го изразат оној внатрешен немир, оној бунт што се случува со оглед на сите случувања во светот, така што се надевам дека ние сме едни од тие кои што го нудат тој простор за таков израз. Да, и метафорично борба, а не војна. Зошто токму овој слоган оваа година? Па со оглед на сите светски случувања, но и со постојаниот бунт што го имаме, ние поетите, така се роди овој слоган. Сите си имаме своји внатрешни борби, сите си имаме некои внатрешни, па и надворешни несогласувања. Поезијата е еден од начините преку кој што се изразува тој револт, бунт, отпор. Така, утре почнува фестивалот, ќе трае се до 1 јуни до сабота. Што предвидува овогодинишната програма? Па имаме доста богата програма. Неофицијално ќе започне утре на 29 мај во кафе книжарницата Буква со настанот Одскочна даска, на кој што ќе читаат поезија 15 на млади автори на возраст од 16 до 25 години, кои меѓусебно ќе гласаат и ќе изберат свој представник, кој што ќе се представи на официјалното отварање на 30 мај во МКЦ во кино Фросина. Таму ќе читаат десетина странски поети и десетина македонски автори, значи ќе има повторно можност младите да се стекнат со искуство и самодоверба, постарите да не потсетат на нивното творештво, а странците да успеат да се инспирираат и од нас, да научат нешто повеќе за богатата македонска поетска сцена. Освен тоа, на затварањето ќе се случи исто така тука во петок, а во сабота имаме неофицијална поетска дружба во природа, како и јога во природа. Освен поезија ќе има и ликовна изложба на Тома Димовски, ќе има мастер-клас со гостинот од Ирска Джеймс Олери, кој што ќе зборува за поетски филмови. Ќе бидат и прикажани негови поетски филмови тука во кино Фросина. Ќе имаме и, го спомнав, неофицијалниот настан Одскочна даска, ќе биде забавно. Да, навистина 4 дена проследени со поезија, но и со уметност и со танц, секако и со изложба која што ја најави. Марија, каков е интересот тебе за поезија во денешно време? Колку младите будат интерес, пишуваат, сакат да објавуваат, па и се пријавуваат на конкурси? Па интересот е доста прилично голем. Ви рекла, на самиот настан и на огласот повикот за Одскочна даска се пријавија дури 41 автор, од кои што ни беше тешко да избереме 15. Првично мислевме тоа да бидат 7. Огромен интерес помеѓу младите и доста посетуваат настани, поетски случувања, книжевни случувања. Дури мислам дека постарите може да учат од помладите, меѓусебно да се читаат, да се охрабруваат, па и дури да се критикуваат.
Лани имавме доста средношколци во публиката, се надевам и оваа година ќе биде така. Така, кој себе ќе земе учество на 4-тиот Скопски поетски фестивал? Може ли да споменеме некој од авторите? Па оваа година имаме гости, освен од Македонија, секако имаме од Србија, од Хрватска, Грција, Словенија, Норвешка и Ирска. Од македонските имиња ги имаме Катица Ќулавкова, Ненад Јолдевски, Ивана Јовановска, Викторија Ангеловска и уште десетина на други, како што реков. А од странците Джеймс Олери е ирецот кој што ќе промовира своја книга и ќе го држи мастер-класот во библиотеката Браќа Миладиновци и ќе се прикажи исто така со неговите поетски филмови, исто така промоција на книга ќе има и грчкиот поет Танос Гогос. И дали сите се добродојдени, односно како ќе се одвива влезот, нели кој се може да присуствува и да биде дел од поетскиот фестивал? Секако сите се добродојдени, влезот е бесплатен, локациите се тие, уште еднаш ќе ги повторам, МКЦ, Кино Фросина, Буква, кафе книжарница Буква и библиотеката Браќа Миладиновци. Марија, ви посакувам уште едно успешно 4-то издание, да продолжи традицијата и понатаму. Пролета ни е некако секогаш резервирана за поезија, за проза, за убави книжевни настани, за будење, да. Така некако во овој период ни се случуваат се поубави настани. Ви посакувам и во иднина да продолжи, да действува и да делува и да се одржува овој фестивал и да секако произлезат нели многу нови автори кои што ќе бидат докажани во македонската книжевност. Да, ви благодарам и за сите што сакате подетално да ја следите програмата, може да не ја следите на Facebook и на Instagram, таму имаме и настан каде што се објавени сатниците. Ве очекувам. Така, Сузе, со овој убав настан, нели ќе се заокружи и овој месец мај, така што до утре ќе имате можност да слушнете, да дознаете нешто повеќе за поезијата, со тоа што секако ќе бидете дел, односно сите оние кои што имаат можност да го посетат 4-тиот поред Скопски поетски фестивал, кој што започнува утре во кафе книжарница Буква, а ќе се одржува се до сабота до 1 јуни. 4 денови исполнети со поезија, 4 денови исполнети со уметност, така што вистинско време за уживање во нели овие топли сончеви денови. Одлично, мајски, и доволно романтичен и со мирисот на липите, на розите и на се останато, особено кога тука ќе се додаде и музика и поезија. Тоа можам само да претпоставам колку убави денови ќе има во следниве 4. Ти благодарам многу, Иванче.